Угада FM. Разфрлита се со чувства. Музика за сите ситила. Следува програма наменета за целата публика. Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте и во денешното издание на емисијата Тип 102. Денеска е 18-то издание, во кое што од сега па во следниве 60 минути ќе се обидеме да го задржаме вашето внимание со оние спортски настани кои што ќе бидат актуелни во овој викенд. Веднаш на почетокот да кажам дека денешен наш ексклузивен и ваш гостин ќе биде Оливер Јовановски, тренер на женски фудбалски клуб Кочени, кој што е актуелен шампион на Македонија во женски фудбал. Значи, со него ќе во вториот дел на емисијата ќе поразговараме за она што содржи женскиот фудбал, кои се активности помина низ историографијата на овој клуб и се она што ќе следува за ова календарска 2015 година. Оливер Јовановски е веќе овде, ќе ги сочека своите минути, а јас да кажам дека покрај денешниот гостин стандардни содржини ни се оние 10 негови предлог парови кои што ќе бидат предмет и обработка на типување, наш предлог, негов предлог, за вас како испомоша вие со најразлични комбинации ќе си најдете, ќе смогнете си или да изнајдете добитна комбинација. За денеска надпревар кој што ќе биде предмети за ваше јавување на нашите два телефони 612-313 и 612-314, повикувачки број за Штипе 032. Тоа ќе биде средбата Реал Мадрид Депортиво Ла Коруња. Значи можете да давате било каква прогноза тип 1-0-2, гол, точен резултат, се она за што сметате дека ќе биде точно, можете се да јавувате и да давате ваш предлог. Последниот дел, иако тоа не значи дека и во текот на емисијата не можете да се јавувате, меѓутоа вообичаено во последниот дел стоиме на располагање со ваши јавувања на сите вас гледачи на Ирис телевизија во целиот источен регион, па и пошироко каде што допира сигналот на Ирис телевизија. Ве очекуваме да се јавувате и заеднички да ја реализираме и денешната емисија. Ова како краток увод предлагам да одиме со џингл и со оние пропозиции кои што се дефиниција за оваа емисија. Реков, ова е 18-то издание на емисијата Тип 102, емисија во заедничка соработка на спортската редакција на Ирис телевизија и облажувалница Вил Хил. Ова е најновото издание, ова е најновиот број, бесплатен примерок на билтенот на Вил Хил, во кој што ќе можете да ги најдете сите оние моменти спортски настани актуелни за овој викенд. Значи билтенот излегува во петок, рокта трајно се има до понеделник, до вторник, до новиот број, а оно што го издвојувам во секоја емисија се оние можности кои што допринесуваат Вил Хил облажувалниците да бидат актуелни, популарни и радо посетени од оние кои што милуваат да типуваат. Тикет со 6 и повеќе парови дополнително се нарадува со бонус од 5%. Тикет со 7 парови 10%, тикет со 8 парови 15%, тикет со 9 парови 20%, тикет со 10 парови 25%, тикет со 11 надпревари 30%, тикет со 12 надпревари 35%, тикет со 13 надпревари следува бонус од 40%, со 14 надпревари бонус од 45% и тикет или талон со 15 надпревари следува бонус од 50%. Реков, ова е најновото издание на билтенот. Поздрав до дечките и девојките кои што се на своите работни места, кои нестрпливо очекуваат вашето доаѓање, да дојдете со ваш талон, со ваше лишче, да уплатите и да се надевате на награди. Јас да ги прочитам и добитниците од минатата емисија, кои што од разни причини не успеале да уплатат, а тоа се добитници по оној наш предлог од Вил Хил, тоа се Емил Гигов од Штип, Селами Јасанов од Милино
и Славчо Малчов од Виница. Повторувам, Емил Гигов Штип, Селами Асанов Милино, Славчо Малчов од Виница. Тие се добитници во Вилхил, талон во вредност од 50 денари, додека пак добитници на талон за уплата во вредност од 50 денари од Зегин. Тоа се Благоче Георгиевски Делчево, Даниел Георгиевски Делчево, Мирсат Рашитов Црник Пехчево и Кјазим Асанов Милино. Повторувам, добитници од Зегин, вредностен талон од 50 денари со уплата во Вилхил, Благоче Георгиевски Делчево, Даниел Георгиевски Делчево, Мирсат Рашитов Црник Пехчево и Кјазим Асанов од Милино. Денеска повторно со ваши јавувања ќе имате можност за најразлична добивка, а сите оние кои што го милуваат Владо Георгиев, еве спортската редакција на Ирис телевизија, има две влезници за вечерашниот концерт на Владо Георгиев, кој што ќе се одржува во спортската арена Борис Трајковски, со влез во 19 часов, старт на концертот 21 часот, значи, оној кој што ќе се јави најпрво, или првите двајца, можат да бидат добитници на овие две карти и ми се чини дека има организирани превоз, меѓутоа деталите сигурно вие ги знаете повеќе, значи, еве за секој оној што прв ќе се јави, ќе има можност, први двајца кои ќе се јават, ќе имат можност по една карта за концертот на Владо Георгиев вечерва во спортската арена Борис Трајковски. Вистинските прогнозери знаат да одберат, следете надпревари, уживате и навивате за кого сакате и каде сакате, но имате стил, облажувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил, спортскиот свет вие како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка, облажилници Вилхил во секое катче на Македонија. Значи, тоа е оно накратко за нашиот спонзор, реков, заедничка соработка, спортска редакција на Ирис телевизија, облажилници Вилхил и секако да не забораваме соработката со вас, драги гледачи, од целиот источен регион кој што учествувате активно во реализацијата на ова емисија со ваши јавувања на нашите телефони. Ке повторам, имаме две линии, 612 313, 612 314, повикувачки број за Штип 032. Одиме со джингл, со реклама и веднаш најавениот гостин Оливер Јовановски, тренер на женскиот фудбалски клуб Кочани. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил, спортскиот свет вие како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вилхил во секое катче на Македонија. Пица ресторан Сае. Тајната е во вештините на угостителскиот еснав, вистината во гурманското чувство на гостите. Идеално место за дружба со најблиските или деловните партнери. Организирање на прослави во незаборавен амбиент, прекрасна атмосфера и перфектна услуга. Пица ресторан Сае, во срцето на Горно Маало. Резервации и нарачки на телефон 384 698 или на мобилен 078 240 532. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица.
Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Емисија Тип 102 секој сабота во 13:30, како для дополнување на она сценарио предмалку да кажам дека некаде околу 14 часот ќе имаме јавување со Велибор Џаровски Џаров во она специјално катче Џаро Тип во кој што тој ќе одбере неколку надпревари кои што ќе видат тема и вработка на оние средби кои што ги очекуваме денеска попладнево и во текот на утрешниот ден. Значи очекуваме да се јави Велибор Џаровски, а добива сигнал дека имаме гледача линија. Дали имаме гледач? Ало, добар ден. Да. Повелете, кој е на линија? Добар ден, тука е гледач од Штип, моментално сме на Трипун. У вилата сме, гледаме, пратиме и така сакаме да ја поздравиме многу емисијата. Така да продолжите и ако не може да типуваме сега, ако може нали се рисне за на карта да добиеме или... Вашето име и презиме? Кај треба урежи ли да го са? Не, на мене го кажете, бидејќи такви се правилата. Јас сам Тони Малинов. Тони? Малинов. Малинов, сакате карта една? Па да, идеме на концерт. Ние сме за две, ама ако може, двајца додеме со жената, ако не, една. Може, двете карти, еве да не ведвоеме Тони Малинов. Добро, две карти благодарам. веште прави. Еве една прогноза да кажеме за напревал Реал и Депортиво Ла Коруња, да биде се регуларно. Па знае се Кецу Кец. Кецу Кец. Да. Тони Малинов, јас те благодарам. Веднаш по емисијата може да дојдете во редакцијата на Ирис телевизија, знаете каде сме, во центар на градот, трети спред на Стопанска банка, да си ги подигнете картите и со среќа да си го проследите концертот. Благодарам многу, поздрав и така да продолжите. Благодарам и на вас. Фала, пријатно, поздрав и со среќа. А велам, добар ден, добре дојде на нашиот денешен гостин, Оливер Ивановски. Добар ден, добро дошол. Добар ден, поздрав до вас и до вашата емисија и до сите гледачи на телевизија Ирис. Оливер, да ти кажам, одамна те меркав да дојдеш во емисијата, бидејќи има повод и причина за тоа. Ми се чини вашиот клуб, женски фудбалски клуб Кочени е шампион актуелен на Македонија, има признани, има награди. Меѓутоа, некако термините ни се поклопува со наши познати спортисти, кои ги користеа новогодишните, божикните празници да тркат до Штип и затоа приоритет има. Меѓутоа, никогаш не е касно. Еве се во емисијата за гледачите на Ирис телевизија да кажеме дека вие сте од Кочени, а подетално за вашата лична карта, еве повелете накратко вашата спортска биографија. Па да, јас сум Оливер Јовановски, моментално сум тренер на женскиот фудбалски клуб Кочени од Кочени. Ние сме моментално шампиони на Македонија во женски фудбал и освојувачи на купот. Оваа година се направувавме и во квалификациите од Лигата на шампиони. Бевме на квалификации во Сараево и се спремаме, работиме и се надеваме дека и оваа година женскиот фудбалски клуб Кочени исто така ќе биде шампион на Македонија и дека успешно ќе ја представува нашата република во квалификациите од Лигата на шампиони. Инаку од спортската биографија да кажеме, релативно се уште млад, дали во текот на својот живот се занимаваше со спорт, дали некој ген има од родителите, па знаеш да она крушката под круша паѓа, дали имаше лекова врска со спортот и леко од вашите родители? Па да, јас сум од спортска фамилија, значи мојот татко настапуваше долги години за фудбалскиот клуб Осогово, моите војковци Драги Јовановски, Драшката, да. Моите роднини исто така дадоа голем белег за спортот во Кочени. Инаку настапував во младинските категории на фудбалскиот клуб Осогово, во првата екипа, една година бев во фудбалскиот клуб Работнички, потоа се запишав на факултетот за физичка култура во Скопје и по завршувањето сум активно вклучен во тренерските води, така да кажам, најпрвен во младите категории во фудбалскиот клуб Осогово, а потоа од 2005 година со формирањето на фудбалскиот клуб Кочени од Кочени,
сум активен тренер во фудбалскиот клуб Кочани и од 2006 година активно сум вклучен како тренер и во женскиот фудбалски клуб Кочани од Кочани. Сега, значи, како тренер на женскиот фудбалски клуб, како дојде до реализација, бидејќи за да општа еден клуб, треба организација, треба луѓе кои ќе препомагаат, спонзори, дали тука беше некој пријател на фудбалот на девојките, дали тука беше локалната самоуправа околу настанокот на овој клуб. Женскиот фудбалски клуб Кочани екзистира од 2006 година, кога успеавме заедно со мојот колега Владо Андов, кој што моментално е директор на основното училиште Никола Карев во Кочани, да формираме женската секција при фудбалскиот клуб Кочани и од тогаш започнуваме активно да работиме и да тренираме претежно девојчиња од Кочани и од околината. Како беше првиот одек? Имаше ли доволно девојки и девојчиња? Па, можам да кажам дека првиот пат кога запишавме девојчиња имаше дури околу 80 девојчиња, некои од љубопитност, некои од радозналост, така да кажам. Дојдоа на првиот тренинг, меѓутоа потоа со текот на тренизите дел од девојчињата се повлекоа, најупорните останаа и започнавме да функционираме, да се направуваме во фудбалските школи кои што беа организирани широм Македонија, за да со текот на времето да добиеме голема поддршка пред се од локалната самоуправа, од градоначалникот и некои луѓе кои што се клучни во градот Кочани, да обезбедат спонзори, да овозможат да женскиот фудбалски клуб Кочани се натпреварува во првата македонска фудбалска лига, а од минатата година да влезат спонзори кои што го помагаат клубот, да успееме да зедеме некои девојчиња кои што се надвор од градот Кочани и заедно со нив да направиме една целина, која целина на крај резултираше со освојувањето на првото место во Македонија, освојувањето на купот и како што реков, во август месец 2014 година представувавме Македонија во квалификациите од Лигата на шампионите. Ја простиш добил сигнал од режијата дека имаме гледачи. Ало. Добар ден, повелете. Ирис емисија. Да, и вашето име и презиме? Да. Митка Секулов. Мите Секулов. Драгче, поздрав многу. А Мите Секулов, овој тренерот на некогашниот легендарен фудбалер на Брегалница, мора да направи дополнување и голем ентузиаст, тренер на младинските категории на Брегалница. Повели Мите. Драгче, поздрав на Оливер. Слушаш ли ме, Драгче? Да, повели, слушаме со нетрпение. Намали го само телевизорот. Многу за едно време јас беше тренер. Драгче, слушаш ли ме? Слушам, продолжи, Мите, Секулов, продолжи. Многу поздрав и види, поздрав многу и честитам и оваа година да успеат у Лига на шампионите жените. И сакам Добро. Сакам да ве поздравам многу и да продолжите со оваа емисија, бидејќи за Да, благодарам, Секулов. А дали ќе дајете прогноза за резултатот? Ало? Се исклучи Мите Секулов, тоа беше еве. Да, поздрав и до Мите Секулов, да го поздравам. Ало, дали имаме друг гледач? Ало? Да, повелете. Илчо Јорданов. Илчо Јорданов, прогноза? Кетси 3+. Кетси 3+. Благодарам, Илчо, поздрав и со среќа. Значи, женскиот фудбалски клуб е место каде што девојките, момичките во Кочани наоѓаат своја занимација. Специфични се девојките, требат услови, друго е машките, може и на пољана, може и да се облекална пресобликување. Какви се вашите услови? Знаеме дека има прекрасен терен, стадионот во Кочани, како се викаше? Никола Мантов. Никола Мантов, да, бевме, кој беше поплавата во Штипо, гледавме на преворот Брегалница, напреду. Имате ли добри услови за девојките? Дали тренирате на тој терен или имате неколку комбинација? Па да, како што реков, значи женскиот фудбалски клуб Кочани
има целосна поддршка пред се од градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, општината, локалната самоуправа и на целокупните активности, како тренинзите и надпреварите ги одигруваме и ги извршуваме на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани. Се обезбедени посебни простори, посебни собликовални за девојчињата и сме организирани, можам да кажем, на едно високо ниво, затоа што сепак тоа се девојчиња, малку се понежни за разлика од момчињата. Се трудиме, имаме добри услови, да не кажем одлични, и се надеваме дека така ќе продолжиме и во годините кои што предстојат. Како ли дополнување на сликата на женска фудбал Македонија, колку екипи настапуваат во првата македонска фудбалска Моментално во женски? Во првата македонска фудбалска лига настапуваат 10 екипи. Значи, конкуренцијата, можем да кажеме, е изедначена, освен една до две екипи кои што отскокнуваат со својот квалитет. Останатите екипи се, можем да кажем, на едно исто равниште. Повеќе се организирани аматерски, некои полупрофесионално. Се надпреваруваат од љубов, од желба, затоа што го сакаат спортот, затоа што го сакаат фудбалот. Има голем број на девојчиња кои што настапуваат и во репрезентациите на Македонија. Значи, моментално имаме 3 репрезентации, U17, U19 и А репрезентација. Јас како тренер на женскиот фудбалски клуб сум помошен селектор во U17 репрезентацијата и таму има доста голем број на млади девојчиња кои што ги осознаваат тајните на фудбалот и се активно се надпреваруваат во женскиот фудбал. Селектор долги години на женскиот фудбал ми се чини беше Добри Димовски. Да. Пред Нова година, на свечено доделување на спортист на Македонија, ми се чини дека тој веќе заврши со неговата кариера, дали се воправи и дали има нов селектор на сениорска репрезентација женска на Македонија. Да. Со завршувањето на 2014 година и стариот селектор Добрислав Димовски, кој што беше долги години еден од основачите на женскиот фудбал во Македонија, значи замина во пензија, така да речеме, фудбалска пензија. На негово место дојде нов селектор, тоа е Ванчо Балевски Змија, долгогодишен фудбалер на Вардар, кој имаше Динамо Загреб, Хајдук, кој имаше настапувани во Германија, во Бундеслигата. Сега тој ги прави првите контакти со нас тренерите, со фудбалерките, да ги осознае самите девојчиња, нивниот квалитет и се надеваме дека во годините кои што предстојат, дека женскиот фудбал во Македонија ќе биде на едно повисоко ниво и дека веќе нема да бележи резултати кои што ќе бидат катастрофални, така да кажам, со двоцифрени бројки, туку ќе се намалува тој јас и дека женскиот фудбал во Македонија ќе дава исто така врвни фудбалерки и ќе постигнува добри резултати. Кога сме кај врвни фудбалерки, неодминливо името на Наташа Андонова, која што настапува во Германија или... Да, точно. Зборува за неа, сигурно ја следите. Има ли перспектива, женски фудбалски клуб Кочани? Тешко е да се именуваат, да се издвојуваат некои подобри, за да не ги навредиме останатите. Меѓутоа, како е перспективата на Кочани? Дали во некое следно време ќе имаме некој талент кој што ќе се придружи на Наташа? Па да, како што рековте, Наташа Андонова е еден од најдобрите фудбалерки во Македонија, кој што веќе 5 години поред ја добива титулата најдобар фудбалер во Македонија во женска конкуренција. Таа моментално настапува во Бундеслига во Германија. Покрај неа, значи има голем број на девојчиња кои што тренираат и во другите клубови во Македонија. Моментално во женскиот фудбалски клуб Кочани можам да кажем дека е клуб репрезентација, бидејќи грото од девојчињата, да не кажам сите, на репрезентацијата настапуваат во сите селекции, почнувајќи од најмладата до 17 години, до 19 и голем број од девојчињата кои што настапуваат во репрезентацијата се во женскиот фудбалски клуб Кочани. Покрај тоа се работи напоредно и за формирање на нови фудбалски школи, каде што се работи за потекнување на желбата кај девојчињата да се занимаваат со спорт, особено со фудбал. Таква школа имаме и ние и во женскиот фудбалски клуб Кочани. Значи покрај првата екипа имаме и младински селекции, каде што веќе девојчињата од најранна возраст од 10-11 години ги осознаваат тајните на фудбалот. Фактички тоа е темел, базата, основата на едниот сениорски тим. Предлуку видовме на мониторот овде некои слики, ќе ја замолам режијата да ги повтори за да ги скоментираме. Рековте дека бевте во Сараево на квалификација од Лигата на шампиони. Ќе ми прости само, добија сигнал дека имаме гледач или не. Ало, добар ден. Се испречи гледачот. Дали имаме на другата линија? Значи, режијата ќе ја замолам да ги
повтори сликите да ги скоментираме. Сараево, тоа е значи квалификацијски турнир. Овие слики се од подготовките што ги имавме во летниот период на Пониква, на Осоговските планини, пред тргнувањето во Сараево. Значи ова се слики кои што имаме, дел од нив се од надпреварите што ги одигравме во Франција во 2013 година, каде што бевме поканети на еден меѓународен турнир и каде што го освоивме првото место, додека овие слики се од женската фудбалска екипа. Овие моментално слики се освојувањето на купот минатата година во Скопје, а овие веќе слики се од Сараево, еве пред хотелот во Сараево, каде што учествуваа екипите од Кочани, екипата на Босна и Херцеговина, представникот Сараево се викаше нивната екипа, екипата од Финска и екипата од Полска. Ова е на стадионот каде што ги игравме надпреварите. На кој стадион ги таму фигурира Грбавица, таму е Кошево, таму? Има два надпревара, игравме на стадионот Острово, се викаше тој стадион, еден мал стадион во Сараево, а третиот надпревар против екипата на Медик Конин од Полска го игравме на Кошево. Да, Кошево. Јас се како подсетувам 1984 година присуствував на отварањето на зимските олимписки игри во Сараево, популарниот Вучко. Тука беше отварањето на Кошево. Еве сега се подсетим и на тие моменти. Како поминавме на турнирот со овие 4 екипи? Па можам да кажам дека на турнирот во Сараево за Лигата на шампиони го освоивме последното место, четвртото место. Настапивме со играчи исклучиво од нашата лига, значи исклучиво македонски играчи, додека останатите екипи кои што се надпреварува има, така да кажам, своји засилувања од други реномирани, да. екипи. Да. Па затоа ова ни беше еден вид на едно искуство, кое што искуство ќе ни служи за понатаму, за да можеме и ние, ако и ова година се надевам бидеме шампиони на Македонија, да ги засилиме своите редови со интернационалци кои што ќе ни помогнат што подобро да се пласираме во групата од квалификацијата од Лигата на шампиони. Добио сигнал дека имаме гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Поделете вашето име и презиме. Иван Петров. Иван Петров од каде? Од Штип. Од Штип, повели. Сакам да го прогнозирам напревар Реал Мадрид Депортиво. Да, повели. Кецо 3+. Кец 3+. Благодарам, поздрав и со среќа, Иван. Поздрав и за вас. Да. Дали, еве, спомна во Сараево, другите екипи имат засилување, дали во перспективи или моментално некого имате надвор од Кочани од играчите? Па да, во овој зимски преодорок кој што заврши пред неколку дена, женскиот фудбалски клуб Кочани се засили уште со неколку, така да кажеме, звучни имиња, пред се од Македонија, кој што настапува во другите клубови. Се засиливме со една девојка, фудбалерка од Србија, од Нови Сад, и во план Како се вика? Катарина Петрович, кој што настапуваше во Машинац од Ниш и во останатите клубови низ Србија. И сега за сега, до крајот на неделата, треба да пристигнат уште две засилувања. Се надеваме дека ќе пристигнат. Тие се, да не го откривам сега, меѓутоа тие се надвор од европскиот континент. Забележуваме тука еден прекрасен дар, награда, да го кажем историјата на... Да. Па оваа награда е како резултат на успесите што беа постигнати во надпреварачката 2013-2014 година. Значи секоја година на крајот на годината во месец декември Фудбалската федерација на Македонија ги наградува најуспешните во македонскиот фудбал, како во машка, така и во женска конкуренција, а исто и во футсал. Значи оваа година за најдобар тренер во женски фудбал бев прогласен токму јас. Го добив ова признание, што ми представува особено голема чест и гордост. Покрај ова, уште една фудбалерка од нашиот клуб Афродита Салихи ја доби наградата за најдобар стрелец во претходната сезона, додека како што рековме Наташа Надолова го доби признанието за најдобра фудбалерка во женскиот фудбал за 2013-2014 година. Сигурно и фудбалскиот клуб Кочани фигурира како најдобра екипа во женски фудбал. Женскиот фудбалски клуб Кочани оваа година на локално ниво успеа да ги собере сите награди како најдобар клуб, најдобар тренер, најдобар играч, се што можеше на ниво на општина Кочани. Дали првенството во женскиот фудбал се одвива исто како во машкиот есенски пролетен дел? Да, исто како и во машкиот фудбал, првенството во женскиот фудбал се одвива два дела, значи есенскиот дел заврши, сега на прагот е пролетниот дел,
Исто така имам и куп надпревари, каде што на крајот тамо околу 23 мај се одигра во Скопје се одигрува финалето од Купот на Македонија. Се надеваме дека и оваа година женскиот фудбалски клуб Кочини ќе ги постигне своите највисоки цели, односно ќе го повтори резултатот од минатата година. Есенскиот дел како заврши? Есенскиот дел женскиот фудбалски клуб Кочини го заврши на второто место, само со еден пораз од екипата на Драгон од Скопје, кој што екипа се формира оваа година. Меѓутоа ние со резултат 4-2, меѓутоа ние се спремаме, подготвуваме и се надеваме дека со победа во реваншот кој што ќе биде крајот на месец март во Кочани со резултат 2-0, 3-1 или со поголема разлика од 2 гола, дека повторно титулата ќе остане во градот на Оризот во Кочани. Оливер, со оглед на тоа дека рече дека има само 10 екипи. Да. Дали не идувате на како да кажам, немање на доволно противници? Можно ли е во женскиот фудбал да се игра, да речеме, против соодветна пионерска или младенска екипа од машки фудбал? Еве, тоа ми даде идеја, Мите Секулов се јави тука, има плејада наши тренери кои што сигурно соработувале со вас. Има ли соработка околу одигрување на пријателски надпревари, каде што силите би ги одмериле, еве, сениорки со, да речеме, пионерска или младенска екипа од овие школите? Па и како што сами рековте, во недостатокот на квалитетни екипи, често пати се случува женските екипи да играат пријателски надпревари со пионерските екипи или со кадетските екипи на клубовите кои што екзистираат во тие градови. Како резултат на тоа што нема доволен капацитет и доволно квалитетни екипи, ние веќе во овој период кој што следи закажавме пријателски надпревари со екипи од другите држави. Веќе во недела во Кочани играме со екипата на Спортика од Благоевград, а наредната недела ни гостува екипата на Машинац од Ниш, од Србија. Значи се со цел што подобро да ја подготвиме екипата. Тоа ќе се игра на Никола Ампов, така? На Никола Мантов, да, стадионов. Се со цел да видиме до каде сме со подготовките, каков е квалитетот на нашата екипа, бидејќи како што реков во нашето опкружување во Македонија капацитетот на екипите е на едно пониско ниво од нашата и сакаме да си ги пробаме своите сили надвор од нашата граница. Не. Ова нека биде поттик, еви во Штип имаше некој женски фудбалски клуб, меѓутоа згасна и ми се чини дека еве поводот на твоето гостување ќе биде императив мотив и Штипјани да размислат во обновување на женскиот фудбалски клуб. Оливер, доде ми со она што е наша задача, оној основен предуслов за ова емисија, надпревари кои што се предмет, тема и обработка за наше типување. На режијата предлагаме да ги видиме паровите кои што се. Прва двојка на твојот список е надпрвар, ова се од куповите на Англија, Кристал Палас, Ливерпул. Кратко коментари, твоја... Па мислам дека Ливерпул во првенството игра променливо, дека нема некои големи шанси за излез во Европа. Мислам дека ова надпревар го типува в двојка, дека Ливерпул ќе победи и ќе продолжи да се надправило во ФА купот и понатаму. Да, значи Кристал Палас, Ливерпул, тип 2. Втор пар, Престон, Манчестер Юнайтед. Престон, Манчестер Юнайтед, исто така, знаејќи го квалитетот на играчите на Манчестер Юнайтед, мислам дека овој надпревар го типува в двојка. Да. Престон, Манчестер Юнайтед, тип 2. Трет пар, Бајер Мюнхен, Хамбургер. Ова е германска Бундеслига. Германска лига, јас од сите екипи навијам за Бајер Мюнхен, така да мојот тип е кец со кец, 1-1. Имаше во преходните 2 недели малку турбуленци, меѓутоа Бајер ни... Значи, кец со кец, кец со кец. Прво полувреме кец, второ ге. Четврта двојка, Бајер Леверкузен, Волсбург. Бајер Леверкузен и Волсбург се екипи кои што оваа година покажуваат аспирации за висок дострел во германското првенство. Од тој аспект овој надпревар го типува в 3+. Бајер Леверкузен, Волсбург 3+, пета двојка, Монако Монпеле, француска лига. Француска лига, Монако Монпеле, знаејќи го квалитетот на Монако, овој надпревар го типува в единица, кец. Ретки се тие, ретко располагат со постигнување на голови, меѓутоа еден единствен гол ќе биде доволен за 3 бода. Шеста двојка, Бордо Сент-Етјен. Бордо Сент-Етјен, исто тежок надпревар од француската лига, како што рековте, знаејќи дека таму многу тешко паѓаат голови, меѓутоа јас решив да ризикувам и овој надпревар го типува в 3+. Значи, еве, можност да видиме повеќе голови. Да. Седма двојка, значи 3+. Седма двојка, Селта, Атлетико Мадрид, шпанска примера дивизија. Атлетико Мадрид, значи е во добра форма,
после убедливата победа над Реал Мадрид од 4-0, сега има гостување кај Селта Виго. Овој натпревар го типува в 3+. Значи, и тук очекуваме голови, да. Голови, да. Осма двојка, италијанска калчо лига, средба во Бергамо, Аталанта, Интер. Аталанта, Интер, значи овој натпревар го типува в двојка. Се надевам дека Интер ќе успее да победи. Иако доста променливо ова сезонна игра, меѓутоа сепак да се даде предност името Интернационале, официјалниот назив на екипата, Интер е нагалено. Чезена Јувентус, 9 пар. Чезена Јувентус, значи го типува в двојка, знаејќи силата на Јувентус и аспирациите за прво место и освојување на скутетото, значи овој пар е двојка. Чезена Јувентус двојка и последниот пар Холандија, Ајакс Твенте надпревар. Ајакс Твенте, знаејќи дека вчера ПСВ победи на АС Алкмар и продолжува, така да кажам, мртвата трка меѓу Ајакс и ПСВ за освојување на шампионската титула. Овој надпревар Ајакс Твенте го типувам единица. Ајакс Твенте тип 1 и останува, еве да запишам, Оливер Јовановски, прогноза за средбата Реал Мадрид Депортиво. Реал Мадрид Депортиво Ла Коруња. Мислам дека после поразот од Атлетико Мадрид, Реал Мадрид мора да се врати на победничката серија, на победничките патики. Мојот тип за денес е Кец во Кец и 3+. Кец во Кец и 3+. Прогноза на Оливер Јовановски за надпреварот Реал Мадрид Депортиво Ла Коруња. Тоа се основните податоци. Еве за крај, Оливер, што ќе порачаме на спортистите, кои активности следуваат во пролетниот дел и до крајот ова календар за 2015 година, што се однесува до женскиот фудбалски клуб Кочани. Па женскиот фудбалски клуб Кочани ги започна своите подготовки на 15 јануари и од тогаш активно работи, се тренира, веќе следуваат период на одигрување на пријателски надпревари. Се надеваме дека и оваа година ќе ги повториме резултатите од минатата година и дека заедно со останатите екипи од Македонија успешно ќе ја представуваме Република Македонија на интернационално ниво и на интернационален план. Рече дека сега е подготвителен период, да повториме за гледачите кои средби во пријателска конотација сега следуваат. Да. Да ги повториме за да знаат гледачите, можеби уште некој еве на Никола Мантов ќе дојде да гледа. Па да, можам да кажам дека голем број од љубителите на машкиот фудбал можат да дојдат да гледат и женски фудбал, да видат таа разлика меѓу машкиот и женскиот фудбал. Значи, едино место каде што може тоа да го направат е најблиску во градот Кочани на стадионот Никола Мантов. Значи, за наредната недела е планиран надпреварот помеѓу ЖФК Кочани и Спортика од Благоевград, додека во текот на неделата ќе има и други надпревари пред се со екипи од Србија, Машинац, од Ниш и така натаму. Добив сигнал дека имаме гледачи. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете вашето име и презиме. Митре Димков, Штип. Митре Димков. Да. Прогноза? Кецо Кеци 5+. Кецо Кеци 5+. Да. 5+. Благодарам, Митре, со среќа. Тоа е тоа. Оливер, не ми останува ништо друго, освен да те се заблагодарам, бидејќи еве експресно на брзина, иако реков и во најавата, оддавна те меркав за да направиме на популаризација на женскиот фудбал, ове се успеси достојни за почит, бидејќи се работа за девојки кои го формираат, себе самите се формираат, тренерот, градот Кочани, Република Македонија. Во прва следна прилика радо ќе видиш повторно гостини. Јас сакам да ви се заблагодарам за поканата во емисијата и сакам да ви подарам една книга 90 години фудбал во Кочани, која што излезе оваа година, каде што се офатени почетоците на фудбалот во Кочани, како во машкиот од 1924, така дел има и за женскиот фудбал кој што екзистира веќе 10 години. Јас сум благодарен на ова. Јас имав информација од Кочани, од луѓето имаш информација дека ќе се случи овој настан и баш ми е мило и баш ми е драго што се некој одважил да направи една ваква промоција, бидејќи тука се содржани сите оние активности на фудбалскиот клуб Осогово, кој што традиционално некако е близок со Брегалница. Ривалството постои, меѓутоа од секогаш односите се негувале, било тоа барем со одигрување на пријателски моменти во подготвителниот период. Уште една јас те благодарам и се гледаме во прва следна прилика. Благодарам јас.
Тука некаде ќе направиме една пауза пред да го вклучиме од Скопје директно во емисијата Тип 102 Велибор Џаровски Џаро. Останете покрај малите екрани, следува джингл и ЕПП реклами. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билдените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Пица ресторан Сае. Тајната е во вештините на угостителскиот еснав, вистината во гурманското чувство на гостите. Идеално место за дружба со најблиските или деловните партнери. Организирање на прослави во незаборавен амбиент, прекрасна атмосфера и перфектна услуга. Пица ресторан Сае, во срцето на Горно Маало. Резервации и нарачки на телефон 384 698 или на мобилен 078 240 532. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билдените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Продолжуваме со емисијата, следува оно катче Џаро Тип. Ке замолам режијата дали сме во контакт со Велибор Џаровски да ги даде своите предлог парови за овој спортски викенд. Ало, добар ден, дали се слушаме? Не. Ало? Не, мој. Ало? Ало? Се загуби линијата, треба да го добијам Велибор Џаровски Џаро со неговите предлог, прогнози на надпревари за овој викенд. Дали ги се обиде режијата уште еднаш. Инаку, предмет на ваше прогнозирање над преварот Реал Мадрид. Ало, добар ден. Добар ден, Џаровски, дали се слушаме? Ало? Џаровски, дали се слушаме? А имаме гледач. Ало, добар ден, повелете. Кого имаме на линија? Ајде, сакам да се јавиме. Да, повелете, вашето име и презиме. Ристо Малечко. Ристо Малечко, прогноза. Да се јавиме на мај пушката. Ајде во програма си. Тип Кет. Ристо Малечко, тип единица. Благодарно, Ристо, поздрав и со среќа. Одиме со друг гледач на втората линија.
Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Шефки Салиев од Виница. Шефки Салиов. Шефки прогноза. Тим 1-2+. Тим 2+. 2+. Благодарам, Шефки. Поздрав и со среќа. Шефки Салиов, наш редовен гледач од Виница. Дали имаме друг гледач, инаку екипата на Реал Мадрид се наоѓа на првото место по 22 одиграни кола со 54 бодови. Во чекор ја следи Барса со 53. Добар ден. Добар ден. Повелете вашето име и презиме. Александар Јовев. Александар Јовев. Јовев. Да. Од каде се јавува Александар? Од Штип. Од Штип. Повели Александар, прогноза? 3+. 3+. Благодарам, поздрав со среќа. Инаку, денеска е, знаете, Свети Трифун, честит празник за сите оние кои го милуваат празникот. Некои милуваат, еве оние, Свети Валентин, исто за оние кои што го милуваат овој празник, нека име со среќа. А ние продолжуваме со нов гледач, добија сигнал дека имаме гледача линија. Ало, добар ден. Добар ден. Вашето име и презиме? Лазар Велков. Уште еднаш? Лазар Велков. Лазар Велков? Да. Прогноза од каде се јувате? Од Штип. Од Штип. Прогноза? Од Штип. Прогноза за Реал Мадрид Депортиво? Кец 3+. Кец 3+. Благодарам, поздрав и со среќа. Лазар Велков, значи, денешната пресудка помеѓу Реал Мадрид и Ла Коруња ќе биде во центарот на вниманието поради податокот што кралскиот клуб стартот на годината е во криза, а таа се надополнува и со просечите и многу нервозни игри од страна на Криштијано Роналдо. Ла Коруња е ривал против кој составот на Реал Мадрид ќе треба да ја подобри својата ефикасност и вредно да им се врати на победите. Ово е многу важен дуел, а со оглед на тоа што овој клуб е во добри спомени на Роналдо, дефинитивно може да се очекува убав ден. А кои се тие добри денови? Дали имаме нов гледач? Да, повелете. Ало? Добар ден, вашето име и презиме. Джаровски, дали си на линија? Ало? Никако не можеме да... Ало? Добар ден, повелите Джаро. Молим. Повели Джаро. Ајде, здраво. Здраво, директно во емисија Велибор Джаровски Джаро. Да се враќаме од чествувањето на Зегин улоза во лозаријата и винаријата. Да. И сега ќе седеме на еден добар ручек, али Зегин, со денеска му и денот на винарите, ќе даде, а од следната емисија ќе правим специјални системи, по едно тикетче, да. Односно тоа ќе си го земе, и вие ќе го организирате со Вил Хил. Да. Сега за вечера, време е, пошто има многу и залюбени, а и луѓе кои сакаат вино, во Германија Мехенгладбах, кес, во Португалија 2 Тондела, кес, Реал Мадрид 3+, второ полувреме, и Ракомет и Вардар и Загреб да тепаат. Да, тука си и Јанина, имаш прогноза за Јанина и за Пари Сен-Жермен. Дали остануват и тие? И стајте кај комшиите, Јанина кес ПСЖ. Да. Джаровски... Поздрав Пушкар до сите, ајде. Благодарам, поздрав со среќа и нека за многу години денешниот ден. Значи, ова е прогнозата на Велибор Джаровски, значи, негов предлог за овој спортски викенд. Борусия Менхенгладбах Келн, тип 1, Вардар Монпелје, ова е Ракомет, тип 1, Тондела Лейкос, тип 1, ова е во Португалија, втора лига, Јанина Панионис, тип 1, Реал Мадрид Депортиво 3+, второ полувреме, и Пари Сен-Жермен Каен, тип 1. Ова е
Джаро тип, неговото катче во кое што еве ги даде прогнозите уште еднаш, Борусе Менхенглад Келн тип 1, Вардер Монпелие Ракоме тип 1, Тондела Лейксос тип 1, Јанина Панионис тип 1, Реал Мадрид Депортиво Триплус и второ полувреме и Пари Сен-Жермен Каен тип 1. Дали имаме гледач на линија? Немаме, а да дополнам јас зошто на Роналдо треба да очекува убав ден денес. Имено во 2009 година својот прв надпрва Роналдо во примера дивизијата го имаше токму против екипата со која игра денеска Депортиво Ла Коруња и тогаш успеа да го постигне својот прв гол во примера дивизијата, откако реализираше од пенал во 35-та минута од надпреварот. Со оглед на ситуацијата на табелата, сосем известно е дека денеска се очекува триумф на Реал Мадрид и тука секој друг резултат би бил големо изненадување и дефинитивно зголемување на проблемите на тимот на Реал. Ако се има предвид податокот дека Ла Коруња нема победа во Мадрид од 2004 година, значи веќе полни 10 години, сосем известно е дека денеска сите работи водат кон триумф на кралевите. Дали имаме гледач, режија? Ако нема, тука некаде и да привршуваме со емисијата. Не знам дали имаме гледач, уште едно прашање? Нема. Тука некаде завршуваме со емисијата. Благодарност за вниманието со кое не следевте, благодарност до гледачите кои не се јаве, кои активно учествува со реализацијата на емисијата Тип 102. Убав празничен ден, Свети Трипун, Свети Валентајн, сите оне кои што го празнуват, нека им е со среќа, а на вас ви велам, останете со здравје, уживајте во програмите на Ирис телевизија, се гледаме следната сабота во 13 часот и 30 минути. Пријатно! Athlete.